Ако имам некое барање, тогаш тоа би било во иднина да можам да ви се обраќам како Северна Македонија. Меѓутоа, вие ќе одлучите дали тоа ќе можам да го сторам во иднина. Вратата на Европската Унија е сега отворена, меѓутоа само вие може да одлучите дали ќе ја искористите оваа можност. Во секој случај нема време за губење. Веќе следната недела имаме важен состанок во Брисел. Состанок кој што ќе означи почеток на скринингот, односно почеток на подготвителните активности за преговори. Мојата молба, мојот апел до граѓаните е едноставна. Информирајте се и искористете го своето демократско право да го дадете својот глас, да се чуе вашиот глас и направете слободен избор. Она што е тука важно е младата генерација. Затоа што сме виделе дека во многу европски земји младите луѓе, особено младите луѓе, не се подготвени да гласаат, да ги искористат можностите кои што ги имаат. Меѓутоа, знаеме од искуство дека секој глас е важен, затоа искористете оваа можност, искористете го своето право, одете да гласате и одлучете. Но прво и основно морате да ги искористите можностите кои што ви се даваат. Мислам дека сме на почетокот на еден сеопфатен, сложен процес, кој, како што реков, почнува веќе следната недела. И не се работи само за правни одредби, тоа секако е рамката, меѓутоа влијанието врз секојдневниот живот на граѓаните во оваа земја е очигледен. Се работи за квалитет на воздухот, квалитет на прехранбените производи, се работи за здравствената заштита, образованието, сектори кои што имаат директно влијание врз вашиот секојдневен живот. Даваме технички совети врз основа на собраното искуство до сега да се подготви администрација најдобро што може за овој процес на преговарање. На крајот се работи за обезбедување подобра иднина за граѓаните и обезбедување економска перспектива особено за младите, да им се даде надеж и можност да останат во државата и со тоа да се запре одливот на мозоци и да го претвориме во циркулација на мозоци. И затоа мора да се создадат работни места. Ако не се создадат работни места, не може да останат, не може да ги задржите младите високи луѓе во земјата. Ниту пак ќе може да ги мотивирате да се вратат. Каква е одлука да донесете? А јас имам своје очекување. Ве уверувам дека Европската Унија секогаш ќе биде на ваша страна. Има многу можности доколку живееме заедничка иднина. Мојата порака кон него, како и до премиерот и останатите лидери, не само вчера, туку и во последните неколку месеци, секогаш беше дека станува збор за референдум за иднината на земјата. И целата ситуација не смее да се претвори во нешто кое што представува едноставен политички настан. Не смее да се ispolitizira. Мислам дека политичките партии треба да се воздржат од употребување на ова за партиски потреби и цели, и мислам дека секој треба да одлучи за своите собствени интереси и погледи, и во ваков круцијален момент не е време да се играат политички игри. Ова беше мојата порака кон сите лидери, тоа му го кажав и на премиерот пред неколку месеци.
дали имате партиска платформа за оние кои што се за на референдумот. И второто нешто е, што сакам да го кажам, е дека важно е да се мотивираат сите да учествуваат во овој референдум и да го употребат своето, да го остварат своето демократско право. Се разбира, постојат лични чувства, но најважното нешто е да се учествува и да се преку учеството да се изрази колку е важна ваквата одлука и зборувате за цензусот, тоа е една индикација за колку е тоа важно како прашање во оваа земја и јас не би сакал да интервенирам затоа што е еден сложен предмет во прашање, туку би сакал колку што е можно повеќе граѓани да учествуваат на овој референдум, затоа што тој е исто така и сигнал кон Европската заедница дека луѓето уште еднаш ги остваруваат своите демократски права и разбираат колку е важно да се влезе во гласачките кабини и да се гласа.